Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Тетовско семејство го победи коронавирусот. Сторија на Милена Вучевска. Од корона кризата на удар малите и средните предпријатија во Полошко. Од недела патот до депонијата Русино ќе биде блокиран. Започнуваме со првата вест. Евидентирани се 139 нови случаи на COVID-19 во земјава. Од нив 14 се од Тетовско, а 16 од Гостиварско. Излечени се вкупно 534 пациенти. Нашата репортерка Милена Вучевска посети едно тетовско семејство кое го победи коронавирусот. Среќен сум што сум жив, го живеам мојот втор живот. Со овие зборови тетовецот Саше Серафимовски ја започна својата приказна за искуството со коронавирусот. После речиси 4 недели лекување, дочекал 2 негативни теста. Се уште се чувствува слабо, но закрепнува. Најпрво дома, па 2 недели се лекувал во 8 септември. Деновите минати таму и се она што го видел, нема никогаш да го заборави, исто како и пожртвуваноста на медицинскиот персонал. Јас никогаш не сум бил болен. Тие први 6 дена во 8 септември за цел живот ќе ги памтам. Значи тоа беше страшно. Многу кашлање, тешко дишење, бев под кислородна поддршка. После 7-миот ден ме префрлија на полесен оддел, каде што ме третира сестрите, докторите. Значи, можам да кажам, значи, Господ нека им е на помош колку значи они се залагаат околу секој пациент, буквално. Позитивна на вирусот била и неговата сопруга, но Маре, која и самата е медицинско лице, раскажува дека поминала со поблаги симптоми на домашно лекување. Позитивните мисли и смиреноста се вели клучни. Сепак порачува дека ова е сериозно и така треба да се однесуваат и луѓето. Страшно е тоа кога ќе отидете во една болница и кога ќе видите комбето од бутел дека чека долу. Значи тоа е многу тежок психолошки удар. Многу удира на психата кога ќе видите дека од болницата изнесуваат мртви луѓе. А вие веќе некого оставате или вие сте отишле во болницата да се лечите, значи тоа е многу тешка ситуација. Своето искуство со вирусот Саше го споделува, токму за да укаже на свесноста на луѓето дека ова не е шега. Тој ја има среќата се да заврши добро. Јас сум благодарен на тоа што сум жив, едноставно, затоа што вирусот удира од ненадеж, значи од ненадеж, мислиш дека си добар, во еден момент тој удира на бели дробови, на не знам веќе што, и прави големи проблеми. Саше и Марија добија битката со коронавирусот, но ова велат не значи дека треба да бидат опуштени. Вакво искуство не посакуваат никому, токму затоа и порачуваат сите да се однесуваат одговорно. Од корона кризата на голем удар се малите и средните предпријатија, истакнат кризниот штаб на општина Тетово. Отаму сметаат дека голем дел од услужните дејности од Полошко трпат големи економски последици. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи истакна дека новата влада треба да размисли за нови сет на мерки. Последиците на пандемијата врз економијата во градот се огромни. Фактички тоа го покажуваат сите бројки. Имајќи го предвид фактот дека претежно Тетово е град на средни и мали бизниси, освен тие поголемите кои имаат други структури на постоење и развивање, кои не се поврзани, значи да кажеме комплетно со услугите, додека другиот дел на помалите бизниси се поврзани со услугите кои во моментот има помала побарувачка за тие услуги. Економските аналитичари сметаат дека владата премногу се задолжи на почеток за да им помогне на фирмите, знаејќи дека корона кризата ќе трае уште долго време. Премногу пари даде во општеството за многу краток период.
Ако се случи, гледате за тоа, нели, имаме сите ослободување, затоа што државата веќе не може да издржи да и помогне на економијата. Ако имаме полоша варијанта, искрено не знам колку може да биде полоша од колку што сега е, ако имаме многу полоша варијанта на есена и понатаму, не знам сега како ние ќе им помогнеме на нашата економија, на нашите бизнеси. Дополнително економијата во Полошко ќе трпи уште поголеми последици, поради недоаѓањето на печелбарите кои трошеа големи суми на пари, додека престојуваа во својот роден крај за време на летниот одмор. Од недела патот до Русино ќе биде блокиран, се додека така наречената депонија гори и додека општината не прати барање до надлежните за затворање на Русино. Блокадата ќе важи за камионите на комуналец Гостивар. Од недела точно напладне започнува 10-дневно блокирање на патот кој води до Русино. Граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар, организатори на блокадата, соопштија дека со автомобили и трактори ќе се лоцираат на патот и нема да пропуштаат камиони и возила со отпад. Други возила ќе може да поминуваат. Се додека така наречената депонија гори, блокадата ќе важи и за камионите на комуналец Гостивар. Ставот на нашата иницијатива и на цел град Гостивар е дека не ја сакаме локацијата, значи стоп за Русино, стоп за таа локација, затоа што тоа е ѓубриште, а не е депонија. Бараме нова локација за нова депонија по сите европски стандарди, значи тоа не е наша работа, каде ќе биде, но таа депонија е преполна, тоа ѓубриште, извинете, тоа ѓубриште е преполно и јасно и гласно кажуваме дека стоп, нема веќе, значи тамо нема фрлање, Гостивар и сите други градови готово. Организаторите на блокадата нагласуваат дека се разочарани од институциите кои само ветуваат дека ќе преземат мерки за гаснење на пожарот, а не прават ништо. Како своји барања ги истакнуваат да се запре горењето на Русино, да се стават камери и обезбедување за да се спречат или идентификуваат подметнувачи на пожари и општината да поднесе итно барање до надлежните за санација и затворање на ѓубриштето Русино и одредување нова локација и изградба на регионална депонија согласно ЕУ стандардите. Активистите велат дека ќе дозволат приод за возилата на гостиварски комуналец кога ќе се исполнат овие барања. Напоменуваат дека надеж полагаат и во армијата, чии представници деновиве го посетија Русино и ветиле дека ќе се вклучат во гаснење доколку продолжи горењето. На јавната дебата што се одржа пред неколку дена во Гостивар, градоначалникот Арбен Таравари рече дека од понеделник на околните општини им е забрането да носат смет, а Русино ќе го користи само гостиварски комуналец. Каква ќе биде разврската и текот на настаните со блокирањето, останува да се види. Земјоделците се жалат на ниската цена на пченицата со која не може да ги покријат трошоците. Земјоделците од Полошко евидентираат најниска цена досега, со 9,5 денари од килограм, како што велат, се во загуба и не може да ги покријат трошоците. Сега пченицата е околу 10 или 9,5 денари, но не е проблем само трошоците за транспорт, тука се и додатни трошоци. Мелничарите кога ја мерат пченицата те велат има влага, има ѓубре и таму ти намалуваат тежина и на крај ќе излезе дека пченицата ти е 9 денари. Пченицата е стратешки производ. Со закон треба да се заштитат земјоделците кои произведуваат пченица. Ако имаат трошок, државата треба да им го покрие. Требаше министерот за земјоделие Трајан Димковски да оствари средба со земјоделците и да ги праша каква е состојбата со производство на пченица, а нивните образложенија се дека има корона, а за митинзи немаше тогаш корона, истакна Националната федерација на фармери. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделието подрачно деление Тетово велат дека цената на пченицата зависи од повеќе фактори, пред се од увозот на овој производ. Поради ваквата состојба, малку се намалени површините засадени со пченица. Житните култури секој пат се застапени на ова подрачје, затоа што самите земјоделски стопанства вршат ротација на културите, ако ова година им е пченка со граф или само пченка, наредната година житна култура. Може да се каже дека може да има некој благо опаѓање на бројот на да речеме површини што се засилуваат, но тоа не може да се каже дали е некој драстично или е тука некаде помало. Тоа е од наше некое скенирање по однос на оние земјоделски стопанства што ги посетуваме, кога кажуваат дека
напуштаат постепено по однос на тоа, затоа што се смета дека економски не е оправдано производството на пченицата од причина што цените остануваат, откупните цени тука ниски врз основа на она што тие го вложуваат како трошак и не се економски оправдани. Но од реков традиционални причини, од причини што да ја сменат културата, треба да се определат за некоја поинтензивна култура, па за неа имаат проблеми по други ситуации. Нема, младите мало се определуваат на земјоделието да се активираат, останува возрастното население да се бави со земјоделие. Застарена механизација, сето тоа го оптеретува, го зголемува трошокот, а приходите се релевантно. Ова тие се од година во година не може така да се испланираат, затоа што има влијание повеќе фактори, меѓу кои и климатските промени, сортната ситуација. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделие истакна Петре Петревски, раководител на Агенцијата за поттик и развој на земјоделие подрачно деление Тетово. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделие апелираат земјоделците да го променат начинот на работа со примена на нови технологии и производство на поголеми површини. Само на тој начин ќе се покријат големите загуби, а ќе бидат и конкурентни надвор од земјата. Струјата поскапува за 7,4%. Борењето по новата тарифа ќе започне од септември, соопшти првиот човек на регулаторната комисија. Во наредниот период, Регулаторната комисија за енергетика, имајќи ја во предвид ситуацијата со оваа пандемија, одлучи да нема укинување на ефтината тарифа во корист на граѓаните на нашата држава. Значи, ефтината тарифа ќе продолжи и понатака да функционира во истиот период како што беше и досега. Заради намалените приходи пред се од извозните компоненти, цената на електричната енергија за сите потрошувачи на регулираниот пазар ќе се зголеми за 7,4% и тоа ќе го следиме во наредниот период, дали ќе има зголемени приходи од страна на ЕСМ во делот на продажбата на вишоци и доколку има одредени корекции и кај приходите кои што ќе ги обезбедува МЕПСО во однос на прекограничните преносни капацитети. Џамиите преполни, верниците непослушни кон мерките. Од Тетовското муфтиство со апел да се почитуваат препораките. Збиени еден до друг, повеќето без маски, верниците од муслиманска вероисповед со утринската молитва во џамиите го започнаа славењето на Курбан Бајрам. Река од луѓе уште пред изгресонце се упатуваа кон верските објекти. И покрај препораките на Ива за молитвата да биде 15 на минути, сепак траеше околу 1 час. Тетовскиот муфтија порача верниците да се воздржат од одење по гости и славењето да го поминат дома со семејството. Ние живееме во едно време кога пандемијата се наоѓа во секое место, во секое време се соочиме со таа, така што ние мораме да бидеме пажливи, да имаме дистанца, да имаме маски, да имаме чистота и да не си одиме за Бајрам како е традиција во поранешните години, верувајќи на тоа дека во идните години ќе ни се дае таа можност. Повеќето верници се чини сепак нема да ги послушаат апелите. Празникот, велат, бил таков што морало да се оди на гости. Од вирусот баш и не се плашат. Кај комши прво, па после кај роднини, тоа ќе. А прво треба кај у гробишта да се. Не се плашите со вирусов да шетате по фамилија? Па се плашиме, па мора, тоа е 2 пати годишно тоа што ќе прави. Ево видиш како не се губиламе. Еден тамо овамо подалеко тако. Не се плашите од вирусов, еве имаше многу гужва, немаја маски сите. Па види. Не се плашиме, тоа е Божја работа. Ми имамо велико бесим на Аллах Џелешануху. Он што ќе тера, тако ќе да буде. И посетиме тие што се најблиски, не можеме да се прошириме после. Поради пандемијата, тако треба да бидеме внимателни. Јадење,
пиење, шетање. Амо, вамо. По гости ќе одите, не се плашите од вирусов? Па видиш, што имамо? Села, ама до рука. Да се грнимо, да се тоа правимо, не, лако. Како се што пречи, на страна. Друго никако. Мало сме ускратени, али славленички домашно. По гости нема да одите? Сумњам дека сме добро дојдени. Се почитува. А овде за гужвава се плашите ли дека еве нема сите маски? Нема. Слободна е ситуација, ништо. Еден од главните обележја на празникот е принесувањето жртва или курбан. Се слави 4 дена, а обичај е да се посетуваат роднините и пријателите. Токму ваквите семејни собирања, кои се практикуваа и за Рамазан Бајрам, се посочени како ризик и една од главните причини за ширење на коронавирусот. Семејството и колегите се потсетија на херојството на прерано загинатиот полицаец Цоки Стојановски, кој животот го изгуби во 2001 година. Му дадоа почит и положија свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште. 19 години без Цоки Стојановски, човек посветен на службата и должностите, македонски патриот, кој животот го загуби во 2001 година. Утро во неговите најблиски и колегите го посетија неговото вечно почивалиште на градските гробишта во Тетово. Се потсетија на неговото херојство и неговите заложби за бранење на суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија. Тој животот го загуби ноќта на 1 август во 2001 во одбрана на Тетово. Колегите и семејството му оддадоа почит и положија свежо цвеќе и пред неговата спомен биста во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Денес, после 19 години, повторно се собравме, на спомен обележјето во полициската станица за безбедност на сообраќај на патиштата, да му оддадеме почит на нашиот прерано загинат колега, кој во 2001 година го положи својот живот на браникот на татковината. Тука сме заедно со семејството да го обележиме овој настан. Полицаецот Цоки Стојановски загина на должност како командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Беше сопруг и татко на 2 ќерки. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада. Пријатно!